Добро вечер, почитувани гледачи. Од вечера, како што најавив во вестите со Бојана, оваа емисија ќе ја нарекуваме Аргументи. Се уште не е подготвена шпицата и насловот, но еве да најавам дека добива ново име или ново руво, ќе се вика Аргументи, а од вечера исто така најавив дека ќе се обидеме, без разлика на тоа што не сме јавен сервис, да им дадеме шанса на сите политички партии, вклучувајќи ги малите и големите, да коментираат актуелни политички ситуации, да кажат што и како се подготвуваат за престојните избори. Вечера двајца гости од две такви партии, кои што не се прв пат во ова студио на телевизија Нова. Господинот Љубомир Јосифовски од НСДП, добро вечер. И уште еден Љупчо Пренџов од Гром. Сега сме тројца од соосновата Љубомир, Љубиша и Љупчо. И мислам дека можеме да почнеме на она што мислам дека граѓаните ги интересира. Мене ме чуди едно прашање што ми го поставуваат обични луѓе. Ми кажат, Љубиша, ќе има ли избори? Пренџов, чудно е малку прашањето, ама веројатно чувствуваат дека нема некоја многу изборна атмосфера, па имајќи предвид дека се одлагаа на два пати, дека партиите меѓу себе не си веруваат, можеби веќе создадена една клима да не веруваат дека тој ден ќе дојде наскоро. Добро вечер. Официјално, значи така е, да. Граѓаните тоа го зборуваат со право, бидејќи неколку пати практично ние што се занимаваме со политика и ги излажавме дека ќе има избори во април, дека ќе има избори во јуни, и таа резерва која што има граѓаните према оние кои се чинители во политиката во Република Македонија сосема разбирлива. Република Македонија веќе 2 години живее во една тешка политичка клима. Веќе е тоа мачно не само и за граѓаните, туку и за предпријатијата, за фирмите, за бизнис секторот. 2 години се отворија многу прашања, полемизиравме, преговаравме, се договаравме за многу работи и она што можам да го заклучам и ќе го аргументирам зашто, тоа е затоа што пропаднаа сите тие одново отворени прашања. Тука пред се мислам на почетокот на оваа криза, каде што таа започна со наводно украдени избори и наводно украдени 150.000 гласови од страна на власта во Република Македонија. Тоа прашање се помпаше, и имаше рок на употреба, се додека СДСМ не го доби МВР како министерство, кога видела дека тоа е лесно проверлив податок, тогаш за тоа повеќе не зборуваа, но отворија ново прашање кое што го помпа, отворија фантоми, дека има 500.000 фантоми, 350.000 фантоми, дојдовме на бројка од 19.000 и со новото проверување ќе паднеме на бројка некаде околу 12.000 луѓе, и тоа се пред се луѓе од изборна единица број 6 кои што отишле ки роднини пријатели во странство, не се вратиле во Република Македонија, не земаат плата овдека, не се лечат во Република Македонија, така што и тоа прашање заврши како меур. Пукна, па се отвори прашањето со специјалното јавно обвинителство, со изборниот модел и така натаму. Кога пропаднаа сите овие прашања, ве се надзираат веќе изборите, тоа е добро за македонскиот народ. Се отвараат сега и нови тези за двојазичност и така натаму. И мислам дека целото ова сценарио, кое што моје лично мислење не успеа, беше да се на некој начин да се делегитимира војата на големото мнозинство македонски граѓани, изборната воја. И на 11 декември, има уште 90 дена до тогаш, јас мислам дека треба и мора да има избори во Република Македонија. Тоа им го должиме и на граѓаните, и на стечените во ова општество, за конечно да видиме кој треба понатаму да води Република Македонија. Јосифовски, вашиот став околу тоа дали се подготвува теренот за не само за избори, за фери демократски избори околу кој требаше се согласат и се согласија лидерите на политичките партии. Господинот Пренџов направи едно ретро како дојде до политичката криза, од изборите наваму. Каков е вашиот став околу тоа? Дали тоа беа причините и дали сега е се подготвено за граѓаните и народот оди на избори? И дали ќе добиеме фери демократски избори овој пат? Да бидам честен и искрен, фери демократски избори нема да добиеме. Но мислам дека минимум услови за да опозицијата се врати во изборниот процес
се направија и се уште се прават. Не може да разберам како колегата се изјасни сега дека они излажале и не верува дали ќе има избори или нема да има избори. Ние кажавме пред сите закажувања на последните парламентарни избори дека избори ќе има во оној момент кога ќе се создадат минимум фер и технички услови за да може да се оди на нив. Мислам дека со последниот анекс кон договорот, морам да признам, не се чувствувам задоволен, но се постигнаа минимум услови за да се одржат избори. Тоа што значи дали во меѓувреме може јавноста да суди доколку се произнесе Уставниот суд е второ прашање. Особено ако произнесувањето на Уставниот суд биде во насока да се негира сето она што е направено како во имплементација на одредени законски норми, така и во активности што ги потегнаа одредени институции кои што се јавија во судскиот систем во Република Македонија. Од тој аспект гледано, морам да укажам пред целокупната јавност дека одлуката на Уставниот суд ќе биде од круцијално значење за одржувањето на овие наредни избори. Мислите во однос на специјалното јавно обвинителство? Апсолутно очекувам Уставниот суд да биде доследен и на себе си, како што најдоа форма и начин да се произнесат по други закони по однос на нивните барања во рокот, да не речем малтене 24 часа, што е голема реткост за Уставниот суд, исто така да најде за сходно на првата наредна седница да се произнесе, не преюдицирам во која насока, меѓутоа да се произнесе во однос на представката која е доставена кон нив за специјалното јавно обвинителство. Од тој аспект гледано, јас сум убеден дека избори ќе има, дека опозицијата ќе учествува на нив и дека ќе ја понесе победата во ранг кој што ќе соодействува со реалното мнение на граѓаните во Република Македонија. Она што се случи во 2014, а беше докажано преку разговорите кои што ги слушнавме на политичката сцена, како така наречените бомби, никогаш повеќе нема да се повтори во Република Македонија. Граѓанинот ќе има право на сопствен глас во реална смисла на зборот и тоа што значи. Сето она што претходно се јавуваше како злоупотреба, како користење на така наречени механизми, како отварање на кутии, или како сакаат опонентите хипотетички да ги нарекуваат тие нивни активности, никогаш повеќе нема да се повтори. Особено, убеден сум од кога се круцијалните министерства, како што е меѓу другото и Министерството за внатрешни работи, никогаш повеќе да не дозволи злоупотреба на службениците кои што работат во тоа министерство. Како ќе оценувате функционирањето на оваа влада во која што има министри и помошници од опозицијата, случувајќи го значи и избирачкиот список и медиумите кои што беа долго време круцијален проблем околу кој што се договара лидерите на четирите партии. Вие вашите две партии не беа директно вклучени во овие преговори, но бидејќи припаѓате на едни коалиции каде што доминираат други поголеми партии, дали сте оптимист дека тоа е направено на начин кој што ќе биде окей? Прво, околу оценката одма ќе ви кажам, тешко функционираат и министрите и замениците дополнителни министри. Впрочем, сведоци сме на каде во ресорот земјоделие, не сум сигурен дека е решено, но до пред неколку дена не беа овозможени елементарните услови за делување на заменикот министер. Во останатите министерства, министрите и дополнителните заменици министри се соочени со секојдневни сопки. Како во нивното основно работење, така во и нивното дисперзирање на наредби кои што почнуваат од самиот врв. Но она што е многу битно за македонската јавност е да биде убедена во нивната посветеност, во нивната ангажираност и во нивната 24 активност. Ние, како опозиција, нема да дозволиме да се повторат работите кои што ги праеше власта додека самоволно управуваше со сите тие министерства. Ние повеќе нема да дозволиме ВМРО никогаш да биде МВР. Од тој аспект гледано, министрите на опозицијата кои што активно партиципираат во оваа влада,
достоинствено ќе си ја завршат својата работна задача и ќе овозможат минимум фер и демократски избори на изборите за 11 декември. Пенџов? Може реплика? Да, како не, се е можно. Океј, вака. Прво, јас не реков дека ние сме излажале. На 2 јуни се потпиша договор во Пржино, а при тоа гром единствената политичка партија која што не го поддржува договорот од Пржино и целокупното тоа преговарање во странски амбасади, потпишаа договор дека на 24 април следната година ќе има избори и немаше. Значи, бев многу дециден. Тоа е прво. Второ, ги спомнавте медиумите. Да ставиме рака на срце, ако реформата на медиумите и целиот тој балон, бидејќи јас намерно медиумите не ги образлагав при моето прво излагање, за да дадам повеќе простор за дискусија и за вас и за мене и за водителот, ако медиумите според вас се решија со тоа што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предложи член како уредник на информативниот дел на МРТВ, е решавање на медиумите, не е. Ако мислите дека адхок телото, кое при тоа го членовите ги предлагаат самите политички партии, а не фелата, а не нивните здруженија, е решавање на проблемот околу медиумите, не е решавање. Ако мислите вие дека сте телевизии, или барем најмоќните телевизии во Република Македонија, се тотално незадоволни од ова решение, дека сме го решиле проблемот, не сме го решиле проблемот. Тоа е повторно меур, како што баја останативе прашања меур. Понатаму, го спомнавте специјалното јавно обвинителство. Значи, СЈО според Гром, тоа неколку пати сме го зборували, изминативе 2 години, е целосно неуставна категорија, тоа го знам јас, тоа го знаете и вие, дека е така. Во СЈО имаше толку многу голема помпа направено. Дадовме буџет од 4,5 милиони евра. Значи, големи министерства немаат tukави буџети на располагање. Значи, господјата Кадица Јанева се вози со шофери, со коли, зема 3 евра плата, репрезентации, обезбедување, не баре представена Република Македонија. И добро, и дадоа, не знам колку илјади разговори, таа бројка никогаш не откривме колкава е. Една година, значи една година помина. Вработи кого сакаше да вработи, му даде плата кога што таа сака да му даде плата. Ние добивме случаи кој на кого му пцуел мајка додека го апсел. Добивме случаеви колку деца се возеле во Битола, а главното беше кој прислушувал, зошто прислушувал, кој го нарачал тоа прислушување и кој го платил истото. Граѓаните на оваа држава ги интересира дали од Република Македонија се изнесени 5,5 милиарди евра пари испадни како што вие го обвинувате. Граѓаните ги интересира дали на вистина некој земал 16 милиони долари мито од страна на кинезите. Граѓаните на Република Македонија ги интересира дали се земени мито од израелците. Не ги интересира граѓаните ни Талевски, ни овие спорадични случаеви, дали го пцуеле Љубе Бошковски или не го пцуеле. Тоа се случаеви кои што треба да одат, не викам не, но крупното го нема. Само ќе ве потсетам. Бомбите почнаа во месец февруари. Така. Ние веќе за 3 месеци, на 2 јуни, го прогласивме Зврлевски и државното јавно обвинителство како неспособни, дека не ги бива, немаат ни случај реализирано, не на истрага. Сега, после една година, Катица Јанева излегува со случаеви кои се смешни, а се потрошија толку многу пари, ресурси и така натаму. Така што и овие две прашања се дел од тие прашања кои што се отворија, нема епилог и еве ги полека се затвараат, а целосно ќе бидат затворени на 11 декември. Само јас не ве прекинав. Имате, јас почитувам секогаш збор, верувате ми. Потоа зборувате за изборниот модел. Нему да заборавите дека во јавноста Гром имаше предлог, а мислам дека и други политички партии тоа го предлагаа, да отвориме мнозински систем. Дури ние отидовме чекор понатаму како партија, рековме добро, доколку сакаме да имаме мнозински систем и бидејќи го менуваме ова, за него да не го менуваме потоа наредни 30-40 години, еве ќе направиме повод да биде мнозински систем, повод да бидат отворени листи. Го спомнаа како тоа. И тоа го одбивте како прашање кое што се наметнуваше. И на крајот, зборувате за министрите. Само ќе ве потсетам. Избори во Република Македонија организира Државна изборна комисија, која што има представници од сите политички партии и експерти прифатени од тие политички партии и плюс прифатени од меѓународна заедница. Избори владата Република Македонија не организира. Нити труд социјална политика организира избори, ниту земјоделие организира избори, ниту премиерот организира избори. И тие флоскули во јавноста палат само ќе определи шефот Социјалдемократскиот сојуз. И вие тоа многу добро го знаете.
често е да кажеме дека единствено министерство кое што некако е вклучено во самиот изборен процес, тоа е МВР. Само ќе потсетам како. Со законот од 2005 година на секој избирачко место во радиус, значи надвор, не внатре, од 100 метри мора да има полицаец. За да, ако председателот на тоа избирачко место одлучи, да се повика тој полицаец. Ниту едно министерство не одлучува, ниту премиер, ниту влада. И тоа треба да име честни и да го кажеме за јавноста да го знае. И дека со самото влегување на министри од страна на СДСМ по 6 пат, или сега е 7 пат веќе, во овие 25 години во владата на Република Македонија, се опасни преседани, бидејќи сериозно си ја нарушуваме парламентарна демократија. Таа е многу децидна. Вика, оимен избори, кој победува, има мнозинство во собранието, формира влада и тера 4 години мандат. Се извинувам ако одземав повеќе време. Имаме саат и нешто, имаме Добро. Пренџов, сега да ве прашам, рековте за на членовите на СДСМ им е потребно објаснување околу надлежностите на владата. Еве, јас сум бивши член на СДСМ. Сегашен сум од формирањето на нова социјалдемократска партија. Вас како бивши член на СДСМ, потребно ви е време за да разберете дали е потребно на оваа влада или не да биде ангажирана околу изборите? Видете, господине. Сега да ви одговорам уште до крај. Ме прашавте за тоа? Да. Не ми одговарате, на крај да ве прашам. Да, имате на крај време ќе одговарате. Океј. Значи чисто сме дека како член на СДСМ горе-доле све разбирате и вие. Втора работа да прашам. Мислите вие дека реално нема надлежности владата и Министерството за труд и социјала и вашето Министерство за локална самоуправа директно надлежности во изборниот процес? Па знаете ли што се случуваше за време на изборниот процес? Кланица, класична кланица. Рекет на секој чекор, казни на секој чекор, уцени на секој чекор, листи на одвработени на секој чекор. Минимум по 20 луѓе требаше да дојдат, секој да донесе одвработените. Еве, вас колку ве задолжија да донесете гласови лично како име и презиме и како ГДОМ, колку имате работни задачи? Колку вработените во општината имаат обврска да донесат гласови за ВМРО, ДПМН и нивната коалиција, тоест вашата сегашна. И второ, не ве разбирам, вие чиви политики браните? Еве, првенствено рековте сте гласале, не сте биле за пржинскиот процес. Па го потпиша председателот на вашата коалиција, шефот на вашиот чиновник таму. И сега што правим? Ќе го почитувате тој пржински процес или не го почитувате? Се залагате вие по кој однос сте во владата? По кој договор? Коалиционен, пржински, каков договор имате? Господине Пренџов, јас разбирам дека колегата Љубиша Николовски не викнал овде како представници на помали политички партии. Тука сакам да упатам до еден апел до јавноста дека партиите не би требало да се делат на помали и поголеми, треба да се делат на посериозни и евентуално понесериозни. Или граѓаните да детерминираат квалитет врз основа на политиките кои што ги застапуваат нивните представници. Од тој аспект гледано, јас не можам да разберам вие која политика ја застапувате. Дали мислите дека ако влезете во системот на перење мозок во вашата коалиција, дека на тој начин ќе застапувате нечија политика? Па вие кога се одвоивте од СДСМ и кога ја формиравте ГРОМ, требаше да бидете достоинствени сами на себе си, да продолжите со некаква политика која што вашиот лидер Стефче Јакимовски ја застапуваше во СДСМ. Меѓутоа, знаете кој е проблемот? Што лидерот до 5 до 12 застапуваше една политичка определба, наредниот ден во 12:01 часот где е печат и почна со другата политичка определба. Од тој аспект, ако веќе говориме за политика, вие првенствено како политичка партија треба да се осврнете на локално ниво, тамо каде што вашиот лидер е градоначалник, да не дозволите узурпација на мнението на граѓаните и да дозволите истите да имаат право. Начинот и формат и револтот кој што го покажуваат према одредбите кои што ги практицира вашиот градоначалник, да не бидат имплементирани на сила. Не смеете, како сакате вие да говорите сега за граѓаните и тие да ви веруваат дека нешто што правите е во ред, кога истите тие граѓани се најзасегнати директно од одлуките на градоначалникот. Пазите, кој што е во спрега со власта, не само во коалиција, во спрега. И тука директно се узурпира нивното право на глас, каде што сакаат да одлучат за местото каде што живеат, каде што сакаат да одлучат дека не сакаат да живеат во бетонски столбови, каде што сакаат да одлучат за својата сопствена иднина. И сега вие очекувате дека ние треба да разговараме за нешто посериозно. Еве, ајде, дајте пример, например. Ако не можете, вие нека дојде вашиот градоначалник,
вашиот лидер на партија, нека дојде да поразговараме за посериозна работа. Вие да не го практицирате Пршинскиот договор самостојно, да се декларирате дека не го почитувате, да ми ги цитирате заложбите од тој договор, за мене е несфатливо. Не знам што би разговарале повеќе на таа тема. Претпоставам дека и водителот ќе има уште некои прашања. Не би требало после ова да разговарам воопшто. Прво, нивото е различно. Второ, Што видовте повеќе? се што ви кажал, повеќе одразот на ова треба да замени актуелната власт. Али добро, бидејќи сме на емисија, јас ќе одговорам. Прво вака. И јас и вие да сме виделе потенцијал, енергија, честност, отвореност, искреност и желба Македонија да биде подобра држава, ќе сме биле се уште во СДСМ. Јас не мога да бидам во ГРОМ, вие не мога да бидете во НСДП. Тоа не го заборавате. Второ, моето министерство за време на локални избори нема никакви надлежности, како што нема ниту едно министерство во владата на Република Македонија согласно закон. Отворете го изборниот закон од 2006 година, го донесе Мери Младеновска, почитате го, не е така. Како не цело министерство е во избирачки одбори. Што се однесува, ама сега повторно ме прекинувате. Не ме прекинувам, само ме прекинувате, не сте коректен континуирано. Не кажуваме, сте вистина, тоа е закон. Министерството, вработените од министерството учествуваат ли во избирачките одбори? На пола метар сме, не викате ве слушаме. Кажете ми, еве, како ве ме слушате? Државните службеници. Тие дали работат во министерството така што вие управувате, еве да речеме? Може да работи и во дали вашите општина вработени Куманово, учествуваат и во во општина изборниот процес? Струмица, државен службеник може да работи во Учествуваат ли општина вашите вработени во Ранковце, изборниот процес? од кај моето министерство не знам дали има вработени Ајде, кои не што одговарај. учествуваат, не знам. Вработените ваши дали учествуваат во изборниот Значи, процес? пак Гледате, не се ако вие не разбираме. знаете, цела Македонија знае. Сите вработени во државната управа, Прекинувате континуирано, ве молам да завршам. Ајде, повеќе. Изборниот процес кој што се случуваше во 2014 година, ГРОМ учествуваше самостојно на тој изборен процес, освоивме некаде околу 34.000 гласови. Изборите поминаа фер и коректно. Немаше ниту кршени кутии, ниту викање полиција, ниту пак Социјалдемократскиот сојуз или некоја друга политичка партија од тој блок се пожали на било каква нерегуларност. И ќе беше многу нечесно да, ако ниту еден член на ГРОМ во ниту една општинска организација не ни пријави било каква неправилност, ние да излеземе и да кажеме изборите беа кланица. Значи изборите поминаа како и секои други претходни избори во една атмосфера во која што победата онесе оној за кој што граѓаните повеќе му веруваа. Ние сметавме дека можеби треба да имаме повеќе гласови, но кога ќе ги видите анкетите кои што ги имаше ГРОМ пред изборите, бевме некаде измеѓу 34 и 37 илјади гласови. Освоивме 34 и 70 гласови. Така што вашата перцепција за изборите според мене се едни флоскули кои што ги кажувате од прв до последен сите и тоа нема никаква врска со реалноста. Впрочем, и сами знаеме дека изборите уназад 10 изборни циклуси ги победува ВМРО ДПМН. Околу мојот председател на партија, иако не е тема на овој разговор, вие отидовте од една на друга, на трета тема, како кажавте, партиите не се делат на мали и големи, туку несериозни и несериозни. По мене, ако ве прашат новинарот за избори, а вие зборувате за бетонот во Карпош, е несериозно, но и на тоа ќе ви одговорам. Значи, во 2013 година се држаа локални избори во кои што Стефче Јакимовски настапи самостојно, че немаш тогаш политичка партија, освои гласови колку СДСМ и ВМРО ДПМН заедно. Значи, тоа е она што кажува граѓаните на општина Карпош. Тогаш не немавме политичка партија и беше едно движење кое што полосно прерасна во политичка партија. Че вие може колку сакате да се смеете. Општина Карпош е и ќе продолжи да биде најуспешна општина во Република Македонија. И Стефче Јакимовски е и ќе продолжи да биде добар градоначалник во Република Македонија. Гледате, значи треба да знаете една работа за вашиот градоначалник, само ако може кратко да изреплицирам. Значи, Стефче Јакимовски, јас по некоја случајност го бирав 2 мандата, и тоа сериозно, кога требаше да победи и како представник на СДСМ и после представник како на опозиција. Меѓутоа, она што треба да го знаете, во 2013 година Стефче Јакимовски не победи како независен пратеник. Победи со гласовите на ВМРО ДПМН. Значи, еклатантен пример. Тогаш не постоеше ГРОМ. Гласачите на ВМРО ДПМН го изгласаа Стефче Јакимовски версус она што значеше незадоволството од неговото. Дозволете се, како не ве прекинувам. Ве нема собствен кандидат. Има кандидат кој што требаше да изгледа статива, значи добра слика и кој што требаше да биде точно она што се случи.
Од друга страна, она што треба да го знаете, вие покажавте несериозноста кога рековте, за мене е несериозно да говорам за бетонски столбови. За вас е несериозно. Треба да се прослушувате, два пати негирате што сте кажали. Значи, еве, граѓаните слушаат. Јас ќе ви кажам, знаете колку е сериозно? Значи, животи на граѓаните се загрозени. Секојдневието нивно кај што битисуваат во општината Карпош. Луѓе кои што му дадоа доверба и на Стефче Јакимовски, и на Гром, и на целокупната постоечка ситуација во тој момент. Тој градоначалник, вашиот лидер, ги изневери тие очекувања. Јас сум жител, бев на Карпош. И она што го знам е дека Стефче не добиваше заради името, име и презиме, него заради политиките што ги практицираше. Она што се случува во Карпош во моментов представува невиден ршум, значи се растура и она постоечка која што беше направена во некои подобри периоди. И сега вие сакате да ми кажете дека тоа е несериозно за вас. Еве, ајде ќе дискутираме за големите политики на ВМРО ДПМН. Љубиша, према вас, знаете како ви е овој муавет, кога имате клизава тема двојазичност, СЈО, медиуми, се трудите на вечерта работата према некоја четврта работа и тоа ви исто како во ваше време. Тоа ви исто како во ваше време, во бивша Југославија, на пример. Ајде и за таа тема. Здравко Чолич бил најдобар пејач, а бил многу убав дечко. И сега другиве што биле љубоморни, бидејќи девојките многу го сакале Здравко Чолич, почнале да му вадат љубомора и други работи. Така и ова, бидејќи имаме крупните теми од држава, ни се клизави, не можеме да разговараме и сега идеме да разговараме на експерти, сте на други теми, али партии, го разбирам како политичка битка. Добро е вака да се гледаме да паралелата за градоначалникот ви личи. Околу убавината не можам да, тоа жени треба да говорат, ама околу пеењето мислам дека има некои видеозаписи кои што добро пеат. Бива да се дебива. Една пауза за реклами, а потоа се враќаме на темите кои што се уште не сме ги почнеме, но ќе им оставиме шанса на нашите гости, ако сакаат да дорасчистат она што го започнеме првиот дел од емисијата. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Грейпфрут. За сите обични суперхерои, нов вкус на цевитана. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок. Имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула Г132 плюс натурал, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Јас успеав, следете ме. Изборот на хотел треба секогаш да биде мудра одлука, затоа што кога избирате хотел, бирате многу повеќе од место за престојување, а бирајќи мудро, избирате почеток на успешна и убава приказна. Елит Плаза ви нуди комфор и луксус, идеални услови за вашите деловни состаноци и семинари, но и многу повеќе. Опуштани и незаборавни моменти, неодолливи гастрономски предизвици, релаксација и рекреација. Доживејте го динамичниот ритам на Скопје од сосема поинаква перспектива. Хотел и бизнис центар Елит Плаза, место каде повторно се враќаш. Боми 10 логистик.
транспорт, шпедиција, царинско складирање, 24/7 локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово, 180 милиони километри искуство, ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. Аргументи на ТВ Нова, гости Љупчо Пренџов, Љубомир Јосифовски, Љупчо Пренџов Гром, Љубомир Јосифовски НСДП. Имаше остра полемика, претпоставувам дека секој одлучува како ќе се однесува, станува збор за политички партии, членки на поголеми коалиции, во кои што има повеќе партии. НСДП е заедно со СДСМ во коалиција, некои други партии. Гром е постизборна коалиција со ВМРО, ДПМН и други партии. Ќе се обидам да не ве нарекувам помали партии, бидејќи знам дека тоа ви пречи и вам и не сите останати кои што не се ВМРО или СДС. Еве ве поканувам доколку смислите посоодветно име, така ќе се нарекуваме. Не случајно го говорам ова и за да не ве навредам, но да најдам соодветно ословување. И особено затоа што господинот Пренџов спомна дека на последните избори стима на некаде околу 34.000 гласа. Колку имаше НСДП? Дали може да знаете Последните самостојни? Да. Збориме тоа парламентарни. Која бројка сакате таа кажете? Па гледате, колку мислите дека НСДП беше првата политичка партија која што излезе сама, значи излезе како иницијатива од СДСМ и доби самостојно 7 пратеници во изборниот процес на парламентарните избори во 2006 година. Чинам беа околу 69.000, со тоа што имавме над 15.000 поништени гласови, или во принцип се очекувањата беа околу 11 пратеници дека имаме. Но она што е многу битно, во периодот на локалните избори имавме околу 37.000 во самостојните настапи, каде што настапуваше НСДП самостојно, со оглед на тоа дека имаше во тој модел имавме бевме заеднички во одредени градови, бевме носители заедно со СДСМ, во останатите градови настапивме самостојно. Така да вкупната бројка... Зошто ве прашувам, меѓу другото, затоа што денови повторно се отвара прашањето, доаѓаат неколку иницијативи за, да не речам, редефинирање на изборните единици, затоа што шестата изборна единица почна да го надминува прагот од плюс-минус 5% согласно законот и веќе сега политичките партии се надаваат како да се надминува. Прашање дали со префрлање на одреден број на гласови од петтата изборна единица во шестата, имаше иницијативи за сосема да се прекрои, значи една изборна географија нова да се направи, што е малку посложен процес. Повторно се лицитираше околу тоа дали ќе биде една изборна единица или ќе останат повеќе. И секојаш било дилема кога станува збор за партиите како вашите, дали е подобро Македонија да биде една изборна единица, бидејќи тогаш би ги добиле сите гласови во рамките на Македонија, или да остане вака како што е. Тоа е едно прашање. И дали да го потрошам и второто, дали во принцип не можеме да разбереме сакате да одите повеќе во коалиција или да настапувате сами и како повеќе би допре до гласачите и до граѓаните. Ајде, Пренџов, бидејќи вие завршивте со објаснувањето, шлагвортот беше околу 34.000 гласови кои што сте ги добиле на последните избори. Сега ќе одите заедно со ВМРО да помене или сами? Да, добивме 34.000 гласови, самостојно настапувавме, тоа беше пред 2 години, за тие 37 не знам кога биле, ама не се нека бидат. Имаме ние реален проблем околу изборните единици во Република Македонија, посебно со оние 5% дозволени каде што може да флуктуираат 6 различни изборни единици. Знам дека има иницијатива во Собранието на Република Македонија, се уште не е дадена на комисијска расправа и ги немам потребните информации за предлозите, она што излегува во јавноста, не секогаш е тоа што ќе се зборува по тоа на комисија, така да ние како политичка партија ќе почекаме па нашиот пратеник во Собранието на Република Македонија ќе ни информира за сите различни предлози кои што се ставени на маса.
Лани било решен во 2014 година, било решено да дел од гласовите од изборна единица број 6, мислам околу Деба, се префалат во петка и сме ги поминале тие избори, но реално понатаму Република Македонија треба да размислува околу тоа прашање и можеби треба да има една повисока општествена дебата околу тоа прашање, за да можеме да го добиеме најдоброто решение и да бидеме сте согласни околу тоа решение, бидејќи сепак политичките партии, дали се големи или мали, сите одиме на избори, ги посетуваме сите градови во Република Македонија, така што тоа би го оставиле после избори. Што се однесува до вашето второ прашање, се однесуваше на дали повеќе ви одговара да одите во коалиција или самостојно. Видете, да. Гром настапи самостојно на избори и имавме добар настап. Бевме задоволни од тоа како течеше целокупната кампања, од митинзи, од посетеност. Кажав и пред малку, мислевме дека имаме малку повеќе гласове тоа што го добивме, но останавме доследни на своите собствени ставови и овие 2 години продуцираме континуирано различни политики. Преска не можевме да се доискажеме заради нервозата на колегата. Сите овие ставови кои што јас ги обработувам и ги зборувам, се кажува и на пресконференции на Граѓанската опција за Македонија, се елаборирани на дебатни емисии во вашата емисија и за зашто е пржино и зашто СЈО. Чисто ние настапуваме многу принципиелно, многу легалистички и бараме да се решаваат сите проблеми на Република Македонија во рамките на институциите на системот. Да не навлагам околу таа тема уште еднаш. Сметам дека овие избори се многу важни. Јас и во моето воведно излагање кажав дека овие избори се практично ќе бидат референдум за Република Македонија, ќе бидат референдум за тоа каква влада сака државата и од таа побуда и од тоа согледување на реалната политичка сцена во Република Македонија, разни замешателства од ваму, од таму, решивме да потпишеме договор за коалиција со ВМРО ДПМН за 5 јуни кога требаше да има избори, бидејќи сметаме дека овој пат сите гласови треба да одат на едно место, се со цел Република Македонија да има многу попросперитетна иднина. Како ги решавате програмските разлики кои што веројатно постојат во сите коалиции меѓу вас? И има вистина во тоа што и денеска беше кажано, обично имате некои порадикални ставови од тоа што го решаваше ВМРО ДПМН, бидејќи тие се согласија на вистина за Пржински договор и околу улогата на некои други институции, околу ширената револуција. Да. Се извинувам, ние имаме многу принципиелни ставови и како што кажав, легалистички ставови. Не, јас зборувам за нашите ставови. Ние нашите ставови ги градиме на извршен одбор, на централен одбор на партијата и потоа тие ставови ги пренесуваме во јавноста преку пресконференции или дебатни емисии. Тоа се наши еднични политички ставови кои што не секогаш мора да се подудараат со ВМРО ДПМН или со опозицијата. Знам, а на избори кога се оди, кога се точно, на митинзи... Тоа ми е следно. Значи, Гром кога се формираше како политичка партија, ние прво направивме политичка платформа. Ги ставивме основните темели за кои што ќе се залага Граѓанската опција за Македонија, а потоа веднаш за парламентарните, односно претседателските избори, направивме и политичка програма. Основните цели и столбови на таа политичка програма беа од Скопје до секаде и од секаде до Скопје за час и половина. Тоа значи имавме целосни проекти, предлози за проекти за реконструкција на автопатишта, регионални патишта, така натаму. И голем дел од тие проекти кои што ние ги имавме беа ставени во програмата за работа на влада. Понатаму имавме многу проекти за енергетска ефикасност, односно уште покрупни проекти со кои што Република Македонија ќе биде енергетски многу позависна, каде што владата обрнува многу големо внимание, така и тука има поударање. Сакам да кажам дека немаме време не е во 100 чекори, во сектори ни е поделена, обемна е програмата, така што генерално сме тука. Јосифовски, господин Пренџов рече дека одлучи да додат во коалиција, бидејќи сите гласови треба да се соберат на едно место. Предпоставувам дека е слично и во вашиот табор на опозицијата. Дали е така и дали окрупнувањето се наметнува поради една дихотомија и главна политичка битка како меѓу два блока да се води во последно време. Остра е борбата, дали нема простор и време за поединечни партии кои што сами би се експонирали или представили на политичката сцена. Дали е такво времето или е тренд здружувањето? Иако носи позитивни и негативни ефекти едното и другото, ако имаме време ќе поразговараме и за тоа, за двата аспекта од здружувањето.
Ајде вака, ќе почнем прво со игнорирање на оваа принципиелноста нивна и ќе се осврнам на оно што вие сакате, предпоставам да го поразговараме како појак интерес за јавноста. Значи, Донтовиот модел сам по себе е убиствен за сите гласови на политичките партии кои што ќе бидат вон главното јато. И тоа е вообичаено затоа што на крајот на криштата победникот добива се. Од тие причини, како еден од стожерните фактори, опозицијата сериозно размислува на обединување на сите постоечки политички фактори во државата. И не само политички, тука се подразбираат и интелектуалните капацитети, слободата на изразувањето кај одредени личности, индивидуи, значи јаки индивидуи, невладиниот сектор, граѓаните, граѓанскиот сектор, фактички обединување по сите основи. Без вера, без етничка припадност, дури и политичкото битисување во смисла на политичката определба лево, десно или центар, може да биде занемарена доколку она што сега го правиме како опозиција, одредени показатели укажат дека за да се победи овој така наречен државен систем, треба да бидеме во ситуација да се обединиме сите. Значи, сите против злото, со една единствена цел, да се симнат овие од власта, да се мафнат и да ја вратиме слободата во Република Македонија. Да не дозволиме вакви партиципиенти како што се Гром, со своите големи политички програми, со своите големи принципи на делување, со своите големи инфраструктурни визии за час и половина во државата, а пазете, ако една страница или една запирка биде имплементирана во програмата од илјадници чекори на ВМРО ДПМН ќе биде добро, да они или било кој од таа структура повеќе остане и може да функционира политички барем во наредниот мандат. Она што е многу битно за граѓаните е да знаат дека ние не само што ги изгубивме основните економски параметри или чувство за квалитетен живот, чувство за социјален живот, елементарно чувство за социјализација, она што би значило дружење. Ние ги изгубивме и сите останати човекови права и слободи. И сега некој, доколку беше од ВМРО ДПМН, ќе каеше дека во тој режим нас, опозиционерите, веднаш требало да не фатат за гуша и да не однесат, да не затварат и сето тоа. И дека оваа држава во моментот ужива една слобода, висока демократија и сето тоа. Николовски, Македонија е пред сериозен избор. Во едно можам да се согласам со мојот соговорник, тоа е дека овој пат овие избори ќе представуваат референдумско прашање за Република Македонија. Ќе представуваат референдумско прашање во наредната декада дали сакаме да постоиме или не сакаме да постоиме. И јас толку многу гледам сериозно кон овие избори, толку многу гледам сериозно кон напорите на оваа опозиција, што мислам и чувствувам дека секој граѓанин во Република Македонија има обврска да се изјасни, особено на овие избори. Не говорам во која насока. Меѓутоа, слободно да изрази својата волја и политичку убеденост. Значи, дали во Република Македонија треба да продолжи овој систем со владење или треба да дојде до реформа и враќање на слободата? Значи, разликите ги занемарувате кои што постојат? Апсолутно. Или нема разлики? Апсолутно. Не само што ги занемарувам. Јас не сакам да разговарам за минорните разлики во опозицијата. Тоа се работи кои што во моментов треба да ги ставиме на страна. Глупостите од типот шарената револуција ки имала 5 пратенички места, по другиве партии ки имале 3, 8, 15, за мене е ирелевантно. Значи, треба да се даде одврзани раце на опозицијата, да донесе соодветна одлука врз основа на показателите кои што во моментот се прават. Овде нема зезање. Јас бев член на шарената револуција и апсолутно инсистирам, не само шарената, целокупно обединување на опозицијата по сите сфери, и по хоризонтала, и по вертикала. Кога говорите за референдумско изјаснување, тоаш нели имаше една идеја наместо на 11 декември да се спојат овие избори парламентарните со локалните. Тоаш ќе беше навистина едно референдумско изјаснување. Не дојде до тоа, веројатно вака оценивте сите дека е подобро. Гледайте, имајте на ум дека ние се боревме за елементарни и минимум фер и демократски услови.
Ние не располагаме со таква работа. И јас укажав на почетокот, ако ме паметите. Значи, се прашувам дали ние некогаш... Ако Заев рекол дека има избори, има услови, значи вие треба да го прифатите. Значи, го прифативме како минимум и јас на тоа апсолутно апелирам. Но тоа значи дека ние треба апсолутна контрола да покажеме во сите министерства, преку сите службеници што работат во државната администрација и преку сите граѓани кои што се чувствуваат за совесни граѓани на оваа држава. Да не дозволиме грабеж на изборниот резултат. Има една замка што се отвара кај обајцата, кога се влегува во коалиција со поголемиот, условно речем поголемиот, бидејќи докажано како број на пратеници на гласови, не велам вие сте мала партија, но поголемиот во коалицијата, кој што на некој начин ги диктира условите како ќе се здружите, кој колку пратеници ќе добие и која програма ќе доминира, бидејќи рековте дека имате програма. Значи кај вас сепак станува избор на договарање околу програмите што сите партии, доколку ги имаат во вашата коалиција, треба да ги усогласат, освен ако вие не преземете програмата на ВМРО ДПМН како своја, што може тоа да се случи, не е ништо чудно во политиката. Но, освен преземањето на позитивните аспекти, да речеме локомотивата што може да ја носи поголемата партија, во такви коалиции се преземаат и сите грешки и мани и багаж што таа голема партија може да ја носи. Дали е така, господине Пенџев, дали вие го чувствувате тоа? За сега не го чувствувам тоа. Значи, пред одговора на ова прашање, би сакал само да се навратам, бидејќи не си ке емисијата аргументи, во поглед на Донтовиот модел, во интерес на јавноста, не е тоа модел кој што ги убива партиите, не е тоа модел кој што зема се. Донтовиот модел е компромисот помеѓу повеќето изборни модели. Оној модел кој што убива е чистиот мнозински изборен модел, кој што доколку го имала Република Македонија во 2008 година, тогаш СДС имал 2 пратеника во собрание. Тоа е моделот кој што убива. Донтовиот модел воопшто не е модел кој што убива, со оглед на тоа колку пратеници има Социјалдемократскиот сојуз во интерес на аргументите. Во поглед на коалицијата со ВМРО ДПМН и програмските определби, како што кажав и претходното прашање, че генерално столбовите ни се многу слични, но она што според мене е најважно е тоа што ВМРО ДПМН со коалиционите партнери ќе излезе со една програма, но дуи и ДПР и било која друга политичка партија од албанскиот блок, која што несомнено мора да биде во владата на Република Македонија после 11 декември, и себе да речеме доколку е тоа дуи, и таа има програма. Така што според мене многу е важно, тоа го зборував тоа претходно кога исто така не се разбравме, многу е важно што ќе влезе во програма за работа на владата на Република Македонија и кои програмски определби на која политичка партија во рамки на коалицијата ќе бидат ставени во која година од тој 4-годишен мандат. По мене тука е клучот за остварување на програмските цели на нас како помала политичка партија во тој цел корпус од политички партија кој што гравитира околу ВМРО ДПМН. Љубиша, ќе искористам една прилика. Само сакам на прошироката македонска јавност да ја објаснам. Демагогија е ширење на вакви флоскули. Значи се работи за класични интереси кога се разговара помеѓу политичките партии. И тука нема дилема, тоа треба сите да го знаат. Она што јас го говорев или она што вие го прашувате, што е битно за моменталната политичка состојба, е граѓаните да разберат дека се бира помеѓу црно и бело. За прв пат во Македонија ќе имаме шанса да симнеме режим, да симнеме систем кој што успеа да се наметне во оваа држава како фамилија, да се изгубат сите критериуми на нормално битисување, на нормално живење, на нормално делување. Сега гром е тука големата политичка партија, дел од коалицијата која што треба да ни покажува некаква програма. Луѓе, дајте да разбереме, ние сме доведени во ситуација која ги немаме елементарните права. Ние сме доведени во ситуација кога имаме елементарни докази дека се злоупотребени човечките судбини. Ние сме доведени во ситуација кога одредена врхушка на одредена позиција одлучува за судбината на милиони граѓани, одлучува за судбината на цела држава. И ние од тој капацитет воопшто не треба да се замараме тука за политичката платформа или програма на Гром. Ние генерално треба да сватиме дека сите што се со ВМРО ДПМН го поддржуваат режимот кој што моментално функционира во Република Македонија. Сите слободумни граѓани треба да бидат од другата страна на барикадите.
Тие треба сами пред себе да бидат чисти и честни и одговорни и да не овозможат никогаш повеќе овие од оваа страна да дојдат на власт. Треба да станат опозиција и така да ги почувствуваат на кое ниво им се одземени човековите права и слободи. Иначе, ако збориме за политичко убедување, ГРОМ прво треба да се дефинира каде припаѓа како политичка партија. Дали се наоѓа десно, дали се наоѓа на фундаментите лево или се наоѓа на претходните фундаменти на Стефче Јакимовски во центарот. Од каде извираат сега они, за каква програма се залагаат? Или за онаја главната програма која што значи лукративен интерес, класичен интерес во кој што нешто они добиваат за возврат на една група граѓани кои што се членови на тоа. Јас му кажувам. Многу е веќе смешно примило ви звучи. Многу интересно кога власт кога гледате мора да ви е смешно. Прашајте ги граѓаните што седат на другата страна од опозицијата. Па ќе ве прекинувам, се смеете. Не е коректно. Што ви е смешно во оваа држава? Дали сте свесни вие во каква состојба се наоѓа државата? Што ми е смешно. Смешно е многу кога доаѓате од политичка партија која што е пред тотален распад, која што нема ни 5 општински организации, која што нема П од програма направено, која што нема ниту еден сопствен политички став, мимо оној став на Заев. Партија која што по потреба е шарена револуција, по потреба е коалиционен партнер, по потреба е знам тоа што е, а од другата страна кога имате партија која што континуирано е во медиумите, континуирано има ја бранува јавноста со своји политички ставови, дава решенија за излез од било која криза, дали е политичка, сме давали и за економија и така натаму. И сега кога вие ќе дојдете да разговарате со некој кој што има програма, има партија, има организација, има општински, има 35 гласови, а вие немате ниту програма, ниту партија, ниту општински, тоа ќе се релативизира дека програмата не е битна, дека ништо не е битно, дека се е интерес, дека не знам што. На јавност е многу јасно кој за што се залага во Република Македонија. На јавноста многу е јасно какво е огромното мнозинство во населението, што тоа сака и кого сака да го има во владата на Република Македонија. А на НСДП и на Социјалдемократскиот сојуз ќе им стане уште појасно на 11 декември, особено со овакви политики, со овакви јавни настапи, каде што и самите граѓани не можат да видат, и оние кои се членови на тие политички партии, не можат да видат подобра опција од ова што е сега, иако не би ја гласале оваа опција. Така што и јас согласувам дека изборите ќе бидат референдум, тоа го кажав и пред неколку наврати, и дека Република Македонија ќе има многу поперспективна иднина после 11 декември и дека ќе имаме една нова реформирана опозиција, бидејќи многу е важно за државата каква е опозицијата. Значи вие кога отидете во Собранието на Република Македонија како министер, заменик министер и доаѓате со закон. Сега вие сте мислеле, службите мислеле, цела администрација работела како да се подобри некое законско решение. И го правите како што мислите дека е најдобро, тоа поминува на влада и вие како ресорно министерство одите во Собранието на Република Македонија. Оваквите пратеници тоа не го читаат. Значи решението се трга на страна и се почнува ти си ваков, ти си таков, твојот председател е ваков, твојот председател е таков, а при тоа нема ни прочитано што пишува во измените законски, а не па да каже да, ова е добро, но ние сметаме дека во интерес на граѓаните овој член да го додадеме и да биде многу подобро. Кога ние ќе имаме таква опозиција, тогаш и Република Македонија ќе биде многу поперспективна држава. А јас сум убеден дека после овој тежок пораз кој што иследи на оваа шарена опозиција, обоена опозиција, како сакате да наречете, се надевам дека ќе имаме сериозни реформи кои што ќе бидат интерес и на владата, а пред се на сите граѓани на Република Македонија. Ете, може кратко само за да должам на македонската јавност да дадам одредени објаснувања. Треба да имате на ум следново. Вашата партија не е дел од коалицијата во суштинска смисла на зборот. Вие партиципирате само во бројката на гласови. Во политиките не партиципирате. Ние, како опозиција, не говориме за илјадници чекори, затоа што не се разбираме во грабеж. Знаете, кога ќе имате сознание како се прават тие работи, тогаш е многу лесно да говорите за 1000 чекори грабеж. И вие треба да имате на ум, кога кажавте дека и вие се согласувате за референдумско прашање на овие избори, дека Македонија ги изгуби елементарните човекови права. Нема слобода. За вас демократија е непоимлив збор повеќе.
Кога говорам за вас, мислам на ВМРО ДПМН, не на Гром. Значи, тоа треба да го имате на ум кога разговарате пред македонската јавност. И требате да знаете, Социјалдемократскиот сојуз, Нова социјалдемократска партија, Либерално-демократска партија и останатите партиципиенти, сите тие имаат собствени програми. Меѓутоа, во моментот се работи само на една единствена програма, која што се вика слобода, која што се вика демократија, каде што луѓето треба повторно да станат луѓе, каде што треба да се изгуби околувратникот кој што не стега сите нас. И од тој аспект гледано, треба да знаете дека кога говорам за вашиот председател, немам намера да го девалвирам, сакам да укажам дека кога не може на локално ниво да ги испочитува своите собствени граѓани и да најде за сходно во најмала рака да организира референдум за едно парче земја кој што ќе им го одземе мирот на децата, на пензионерите и на сите останати жители таму, како сакате вие како нивни представник да разговарате за нешто повисоко? И сега да ве прашам, кога го спомнавте и парламентот, рековте за нас, пратениците, дека сме имале многу малце, вакви или онакви, како не нарековте. Еве да ве прашам, вашиот... На вас. На што на нас? На нас како пратеници? На вашиот карактер, на политичка култура, на однос, на гледайте, нервоза, нашата... искажани флоскули, празни зборови, нема празни зборови. Максими кои што ги користите со знаете, нашата научени по сценарио, на тоа мислев. Не го мислам злонамерно, го мислам добронамерно, не е добро за никого. Океј, еве сега да ви кажам. Значи, нашата култура произлезгува од вашата некултура. Знаете што правите? Во собрание се штанцаат закони. Денеска во 11 часот добиваме закон по скратена постапка, во кој што ние пратениците треба во 12 часот да се произнесеме по него. Знаете ли воопшто како се носат закони во собрание? Еве, не, дел сте од власта, така? Значи, за 2 часа може да добиете 70 закони на мел, кој што нормален човек нема време ни да ги прочита. Инаку, меѓу другото, кога веќе го спомнавте собранието, денеска јасно и гласно се изјаснивме пред македонската јавност, дека иако знаеме дека парите кои што ќе бидат употребени за граѓаните кои што се најдоа на удар од катастрофалните состојби во Стајковци и околината, и знаевме дека изворите ќе бидат задолжување и на терет на сите граѓани на Република Македонија, дебатиравме 10 дена, укажавме дека не треба да се користат тие пари, укажавме дека треба да се сопре безпредметното градење, да се запрат рајски градини, вакви онакви тркала или било што, и дека ќе се обезбедат средства, и на крај денеска како опозиција сите ние разговаравме и одлучивме дека во интерес на граѓаните, иако не ги прифаќаат нашите сугестии, повторно да го дадеме гласот за тој ребаланс од една единствена причина, трагедијата која што им се случи на тие граѓани, што побрзо да биде спречена. И вие сега ми говорите за некаква политичка култура или некултура. Демагогијата која што ја ширите, дека имате некаква програма. Демагогијата која ја застапувате на власта е вашата политичка некултура. Не е тоа што јас говорам вака или онака. Ја више вака, значи најсериозен проблем е тој што кога на пример еве вие правите емисија и викате од помали политички партии 20 представници и сега тоа би требало да биде дајте да видам како граѓани на Република Македонија кој што прати политика, дајте да видам што има да каже Гром преку својот представник во таа емисија и што има да каже во овој случај НСДП. Значи јас континуирано зборувам за нашите политики на Гром кои што ги зборуваме, ги практикуваме и ги правиме, а од другата страна како политичка партија немаме автентична политика на НСДП. И тоа е многу сериозен проблем и за правење на вакви емисии и за правење на мислење од страна на граѓаните кои што тоа го гледаат. Тоа е нормално во вас. Најлесно е да кажете кога ви имате програма, сте работеле, сте имале еден политички став да го изградите, за сериозни прашања ви треба дебата на претседателство, извршен, на централен одбор и тоа е време. Некој не сака да го потроши тоа време, да има собствен став како НСДП, има многу полесно да го земе ставот на Социјалдемократскиот сојуз како свој и потоа доаѓа во емисија и чист став ние го слушаме како граѓани овдека. Ако читате вестници ќе видите дека НСДП е чист став, јас сега го слушам граѓаните кои што не гледаат, јас не знам. Значи ако читате вестници и медиуми, ќе видите дека НСДП и председателот на НСДП е најкритикувана личност по издвоено мислење. Не завршив. И тоа означува дека НСДП има собствено мислење во рамките на опозицијата. Не завршив. Но во однос на вашата дебата, дека треба да разговараме за минорни работи, кога се работи за Република Македонија и состојбата во која што она се наоѓа и сериозноста во која што она се наоѓа, за мене е несватлива. Ако вие сакате да овде ве слушаме вас како Гром, што имате да ни кажете, објавете на вебсајтот.
Ние дојдовме овде, јас како представник во собранието, вие како представник во владата. Доискажете се, што ви смета, еве. Повелете, еве, доискажете се, имате уште нешто друго да кажете? Ајде да ве слушнеме, ајде. Ако не говорите за гром, слободно повелете. Кажете за државата ако имате уште. Немате точно, тоа е проблемот, немате ништо друго да зборите. Па нормално. И тоа не, имам останав должен. Вие сте службеник на владеачката ВМРО ДПМН, е нормално дека ние сме слободумни. Точно така, слуга на граѓаните. Ако не знаете што е министер, видете, ако вие во коалицијата на СДСМ се осекате како слуга на Заев, јас ни од близко не се осеќам. Вие ако не се осекате треба да знаете по дефолт вие министер. Добро, господине Јосифовски. Неколку пати ве слушнав и тоа сакам сега да ви одговорам. Околу општина Карпош беше на граѓаните. Карпош е многу сериозна тема која што не сакате да ја разговарате. Сега да кажам следно. Во 2009 година во општина Карпош имаше 0 плоштади реновирани средени. Денеска во Карпош има 9 нови најсовремени плоштади. Сега како огромен како Стефче Јакимовски говорите. Вие го неколку пати се трудев за не зборувам за Стефче Јакимовски, не зборувам за Карпош. Пошто гледам Карпош, вие бидејќи немате програма, немате идеја, празни флоскули имате, а емисијава трае саат и пол, морате да го зборувате Стефче Јакимовски. И јас не можам да ви одговорам бидејќи еве одговорите и на државата. Општина Карпош 9 плоштади. 9 плоштади, добро. За една година во општина Карпош се направени 50 нови фасади. Тоа се на високи згради кои што се стари, руски, како ги викаат романски, така натаму имаат нови најсовремени фасади енергетски ефикасни. Карпош е единствената општина во Република Македонија во која што Карпош 1, 2, 3, 4, Тафталиџе 1, 2, цело Козле, цело Влај 1 и сега до крајот на година Влај 2 нема ни една улица која што не е асфалтирана. Стефче Јакимовски не ги асфалтира само улиците, туку се вади асфалтот, се поставува нова канализација, нова атмосферска, нова фекална, се поставуваат ново осветлување, нов оптички интернет, нови кабли, па се затвора, па се ставаат радници. Значи целосно нови улици. Тоа не го прави ниту еден градоначалник во Република Македонија. Понатаму, сите училишта во општина Карпош ги има на број 10. Се целосно реконструирани, 2 со булдозер се рушени, па нови се правени. И да не ви бројувам понатаму и понатаму, децата имаат бесплатни ужинки, бесплатни екскурзии, стипендираме добри ученици. Сега вака да знаете. Општина Карпош има таму Стефче Јакимовски, кој што вие мислите дека граѓаните не знам како било тие 15 луѓе кои што штрекуваат така натаму, во овој момент има поддршка од 72%, односно истиот процент на поддршка кој што го имаше во 2014 година кога отиде сам на избори. Така што ве молам, не е добра пред за вас да зборувате за се паушално. Значи, ај паушално ова слобода демократија, перцепција е, некој е толкова вака, некој така. А ако го зборувате и локални избори, ќе излезете некаде во некоја општина. Мора точно да знаете што зборувате. Општина Карпош е единствената општина во Македонија која што не се поплавува. Цела има нова атмосферска канализација, а таму кај што не може повеќе од 40 км е направена за 8 години. Така што, порано цената на стан на тие луѓе кои што живеат во општина Карпош им беше 950 евра, 850 евра во Влај, сега под 1200 евра нема. Автоматски и вредноста на станевите со тие инвестиции кои што ги направи градоначалникот, кој што при тоа за вас беше икона до вчера, а кога дишол сам на избори не чини, не ви држат. И во интерес ваш пред се да проверувате пред да зборувате. Добро. Сега само уште една работа ќе укажам на граѓаните за да знаат. Спре молам кратка ќе видам. Најдодиме на реклами. Значи што е многу битно? Треба да знаете една работа. Очигледно сте класична реплика на ВМРО ДПМН. Пазете, вие овде се фалите со плоштади, со улица, со канализација, кое што представуваат тековно работење на градоначалникот и го прави, пазете, не Стефче Јакимовски, го прави општината од мој, ваши и од заеднички наши џебови. Значи, граѓаните плаќаат за тие работи, не платија нити Груевски, нити Стефче Јакимовски од парите од џеб. Јас не ве разбирам, дозволете се, ве изслушам. Значи, јас не разбирам како можете да си дозволите да се фалите со тековното работење, секојдневното работење на Стефче Јакимовски. Значи, дека тоа што го прави е некаква негова заслуга. И уште пазете што викате. Некои 15-тина граѓани. Што значи за вас некои 15-тина граѓани? Па ја прво ќе ви кажам, нити се некои 15-тина, нити па се 15-тина. Граѓаните се подеднакво исти како што и градоначалникот, со истото право и со истата должност кон државата. Нема никаква разлика. Вие не смеете да дозволите... Само секунда, таа е матрицата.
Не е Значи, јас го матрицата затворив таа. прашањето и кога нема што да е- каже дека не е така, дека ова, па тоа е Еве, нормално нека да го ценат работи. граѓаните. Па што не го работат Нека другите ценат. градоначалници тоа. Ама остајте ги другите Тоа е тоа. градоначалници. Едно Јас ви прашање се кажувам. отвара, па друго, Јас, па трето. вие почнавте со плоштадите и со Да не улиците. сум Јас бил не- кожа, кога немам аргументи да имаме дебати. Па гледайте, Не сум бил кожа. вие не треба да сте мојата кожа, не Не, само не сакам. мојата, на било кој. Па Не, не. очигледно имате друг Лошо е да начин дојдете вие како на да дебати станете да станете и во треба добра да кожа. браните оваа политика Ние на без СДСМ, кожа. чисто едноставно Немаме секоја форма. чест. Ја Ние да ви кажам, ние без кожа очигледно знаеме да изтрпиме и тоа долги десетина години. Вие со кожава гледам дека добро сте адаптирани во Воморовската средина. Одиме со уште еден блок реклами, а потоа завршен дел за уште едно прашање кое не го отворивме, го најавив на почетокот и во текот на вестите. Пред малку ве прашав вас, не стигнахме да го прашам и Јосифовски, околу предностите и маните во коалицирање со да се биде во коалиција и да се следат изјавите или однесувањето на лидерот на доминантната политичка партија. Одговоривте вие така како што одговоривте, има и предности и мани. Во таа политичка битка, господин Јосифовски, сепак рековте вашиот лидер дека е најчесто критикуваниот лидер, мислејќи на Тито Петковски, така. Апсолутно. Но во јавноста е поприсутен лидерот на СДСМ, на Зоран Заев. Кога е присутен, овој пат повторно стана актуелен со изјава која даде или не ја даде, јас не можам да тврдам, но многу јавно се крена околу тезата за двојазичност на територијата на цела Македонија. Како вие, како дел од таа опозиција, ја коментирате ваквиот став на Заев, ако е тоа став на Заев, имајќи предвид дека сте друга политичка опција? Гледате, Николовски, би било во ред да коментирам став на Заев ако не ја гледав емисијата каде што он ја даде изјавата. Јас ја видов емисијата и сватив и ми стана јасно дека воопшто не постои таква изјава од страна на Заев. Тоа представува класичен спин на владините медиуми, каде што се исврте неговата теза и неговиот одговор на самата дебата и впрочем таа извртена теза или тој така наречен спин се постави во јавност како негово тврдење. Воопшто не е така. За доказ за неговото тврдење представува дека и самата емисија која што се уште стои на закачена на интернет порталите, дополнително СДСМ се произнесува и генералниот секретар на СДСМ и потпаролот на СДСМ. И она што исто така е официјален став и на Нова социјалдемократска партија, а тоа е дека двојазичноста во Македонија е установена во Уставот и законите кои што го регулираат тој дел. И не гледам тука зошто би имал било каков проблем. Освен ако не се наметнува вештачка тема околу двојазичност и како што гледате, некои од политичките партии веќе одма си најдоа мегдан дека дополнително ако тоа не водело кон федерализација, она што представува сериозен осврт на таа тема, еве го денеска или вчера беше го слушнавме господинот Рафи Салити, дека исто така представник на ДУИ мисли дека апсолутно третманот на двојазичноста во Република Македонија е опфатена во Уставот и законите во Република Македонија. И тука нема што да се дискутира на таа тема. Што и да се полемизира повеќе, се инсинуации, спинови и желба да се стигне до некаков поголем политички поен. Ако имаше таква позиција, опозицијата во која што ќе се бара двојазичност на ниво на територија на цела Република Македонија, ние ќе излезевме исто така како на СДП со официјален став. Значи нема, како да ви кажам, безлична е таа тема да се разговара, особено после денешната изјава на одредени граѓани од диаспората кои што таму гледам со одредени таблоа пароли покажуваат дека не треба да има Македонија двојазичност еднаква на федерализација. Нема таква тема, не разбирам зошто се доведуваат. Во овие ситуации кога треба да разговараме за престојните избори, кога треба да разговараме за човековите права, кога треба да разговараме за демократија, кога треба да разговараме за суштината на нашето постоење во Република Македонија, особено економскиот дел,
Еве, например, зошто да не разговараме за економскиот дел? Како живее Република Македонија? Како живеат граѓаните и граѓаните во наводници кои што се представници на власта? Кои што се добро онака нафатирани и сето тоа? Ние треба да разговараме за тема која што е спинувана. Ставот на Пренчев околу оваа тема, дали станува збор за инсинуации и спинување? Па добро, јас цела емисија, вие го доживеавте? да, цела емисија сум смирен, затоа што му кажав и претходно на колегата, јас ја разбирам неговата нервоза и паника, многу е тешко да се брани нешто што не е одбранливо. Ми е многу јасно. Човекот 3 пати го повторува тоа. Еднаш за Косовска телевизија, еднаш ки Бојан Јовановски во емисија и следниот ден утрото во Прилеп. Значи, го видовме. Што кажа? Еве кажете една прекинувајте. Еве не ме прекинувам, ве слушам македонската јавност. Ако не ме прекинете, ама ве молам не ме прекинувајте. Не ве прекинувам, бидете доследен до крај, да не лажеме, да не се лажеме. Кажам и ставот мој и на партијата. Не, кажете зашто е кажано од страна на Значи, за двојазичност, да се разбираме. Па не ве разбираме, еве кажете за јавноста. Да не испадне дека лажете. Ако прекинете, ќе кажам и ќе ме слушне јавноста. Значи, Зоран Заев во јавноста е познат како човек кој што како да каснал нога од кокошка, народски кажано, па тој често пати знае да ни го соопшти она што треба да се случи. Овој пат ни го соопшти тоа дека после изборите на 11 декември оваа меѓупартиска криза ќе има обид да прерасне во меѓуетничка криза. Првичната и основна цел во моментот е драстично ослабување на водечкиот македонски блок на сметка на другите албански блокови, а крајната цел на сето тоа е промена на Уставот на Република Македонија и редефинирање на државата во секој незин сегмент од функционирањето. Тоа е ставот на граѓанската опција за Македонија. Сметам дека тоа нема да му помине, затоа што, како што кажав, кастал многу од кокошка, па ни кажа што ќе се случи, а граѓаните на Република Македонија се силно обединети и тоа мислам дека нема да го дозволат, ниту пак ќе дозволат било какво ослабување на водечкиот македонски блок во моментов. Инаку ако ја анализираме таа изјава која што беше дадена ки Бојан Јовановски, ќе видите вака. Има два моменти. Првиот момент вика јас и моите браќа таму што има цел клан Заеви, сите негови фирми, соработуваме со македонци и со албански фирми. И вели, кога знаеме албански, ќе заработиме многу повеќе пари. И затоа јас на керкам и викам, учи албански, за утре да имаш бизнис партнери албанци, за да радиш повеќе пари. Значи, човекот кога го дава примерот со собствената керка, дека треба да знае албански за да заработи пари, ви е многу јасно дека тука не станува збор ни за инклузија, ни за општествено, не знам, подигнање на свеста на граѓаните, така натаму. И вториот момент е многу интересен, кога го даде примерот со бабичката од Гостивар во Штип, кој ќе поднесела за градежна дозвола. Прво за таа бабичка поднесе градежна дозвола во Штип, треба да живее во Штип. Ако таа живее во Штип и поднесе градежна дозвола на албански некој да ја одговори, треба да има вработени го што ќе го прават. Тоа што мене практично ми личи на обид за асимилирање на источниот дел на Република Македонија, што ги преминува сите црвени линии. И на крај ќе завршам, иако тој 3 пати кажа дека за албанскиот јазик, како што кажав во Косово, во Прилепи на емисија, да не заборавиме дека тој имаше низа средби со претседателот на албанците кој што се иселил од Република Македонија, кој што јасно ни кажа на телевизија дека зборувал со Заев, дека не криел дека тоа е за федерализација. Имаше беса соопштение, градчелникот на Гостивар кога протестираше, тоа се случуваше, Зоран Заев ниту еднаш не демантираше. И она што е смешно во целата таа опозиција, затоа јас Зоран Заев и не го гледам како лидер на опозиција. Тој човек е вработен некаде. Он одработува, не е лидер на опозиција. Не може лидер на опозиција да даде такви 3 изјави, а утредната да биде демантиран од попредседателот на партијата Радмила Шекеринска. Даеше пресконференција на тема дека таа ќе ги вработела младите луѓе да не бегале од Македонија. А при тоа таа не може сама себе да се вработи, па зема плата од СДСМ 30.000 денари секој први, пари од членовина што даваат по 20-30 денари сте членови. На новинарско прашање одговара, не така Заев, не сте го разбрале. Утредната држи има изјава за новинари министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој што кажува сосема друг став, кој што е легалистички,
и кој што е така дека употребата на јазикот е во Уставот на Република Македонија, кој што го гласаа и албанците и македонците после 2001 година. Кажете ми вие мене, дали постои човек кој што е лидер на опозиција, на тие кои што им е шеф, утењата ќе го демантираат, пратеници од коалициони партии ќе го демантираат, дека не сме го разбрали, дека не кажал така. Ете, ја ќе ви кажам, значи, пошто отидовте и прогресиравте во вашиот стил на однесување и во навредување, особено кон лица кои што не се присутни тука од типот на кокошки и сето тоа тамо, треба да имате на ум една следна работа. Значи, вие, кога говорите за некого, треба да тргнете од себе кој сте, што сте и каков сте. Тогаш можете да стигнете кон критика за одредени лица. Со ова што вие го говорите пред се за себе. И тука не се во прашање нервози, дали е нешто нервозно или не е нервозно. Тука е во прашање дали ширите лага, демагогија, зборови без суштина, класични навреди. Што направивте? Вие бевте сега моментално еклатантен пример како се спинува целата работа. Вие ако продолжевте да елаборирате дека Заев тоа стварно го кажал, можеби ја ќе ви поверував. Меѓутоа, пазете, има еден друг елемент. Не само што гледам, него го слушав интервјуто цело и тоа 2 пати само за да се уверам дека тоа што го тврдите, само за да се уверам дека тоа што го тврдите е вистина. Не е вистина, значи. Не. Лага е. Вие во моментот изрековте лага дека он ја дели. Примерите кои што ги укажавте во однос на неговата керка, ако сакате веќе да говориме. Точно така, вие ги укажавте. Неговите примери. Во првиот кога ја спомена керката, ја покажува својата космополитост во смисла за говорење на албански јазик. И тука вие спинувате дека да, точно он кажа дека јас немам проблем со сопствената керка да говори на албански јазик. Вие имате проблем со сопствената керка. Да заработуваш. Не, поентата е друго, дека нема гредал знаење на било кој странски јазик. Јас не ве разбирам. Вие ли ќе треба да бидете представници на тврдиот национализам во Република Македонија? Па што правите? Свесни ли сте на кое ниво се враќате? Прва работа. Втора работа, ја спомнавте за бабичката. Дали знаете дека бабичката, ако се обрати во Струмица или во Штип или во било кое место на албански јазик, должна е општината да ја одговори соодветно по писмен пат? Дали сте свесни дека е загарантирано незиното право во Уставот? И тие измени се на база на рамковниот договор, на измени во Уставот, на измени на законските решенија. И што ширите демагогија за граѓаните? Тоа е она што го потенцираме, значи двојазичноста во Македонија е дел од системот. Па вие доаѓате на комисии во собранието, па ние сите ги користиме преведувачите за одредени говори, кога говорат колегите албанци. Зошто сега изигравате дека тука Македонија треба да се федерализира или дека е тоа некоја паушална изјава на Заев? Не е паушална. Значи, дозволете. Не е ни смислена. Дозволете. Тоа укажува на еден друг елемент. Тоа ја потврдува само суштината оно на што го говорам од почеток. А тоа е дека Македонија нема веќе време да решава 1000 или 100 грабежи, чекори, како сакате нарешете ги. И имаме обврска да ја решиме основната демократска вредност, да се вратат слободите на луѓето, да станат економски независни, да прерасне. Па ајде зашто да разговараме за вашите спинови? За вашите спинови да разговараме. Мислите ќе го караат. Не треба да ме кара. Зошто мислите? Ја гледате ли дека говорам слободумно? НСДП го поддржува Уставот на Република Македонија. Апсолутно. Изгласан од страна на албанците и македонците после 2001 година. И стоиме позади Уставот. Вие не стоите. Што законот за јазиците е таму составен дел и точка. Не го браните Заев, смешни сте. Видете, не треба ние да го браниме Заев. Мене ме Оливер иритира. Спасовски не го брани, Шекеринска не го брани, сега вие мене ми објаснувате што кажал Заев, па сите видовме што кажа. Не, нема да ви објаснувам. И на Косовско интервју Иво Прилеп што кажа го слушнавме, сега ве молам. Знаете што се Добар случува? став имате, тука се најдов на крајот на емисијата. Имаме ист став во поглед на употребата на езиците во Република Македонија. Бидејќи Македонија има нема само македонски и албански јазик, пример има и ромски јазик, некај и српски јазик во Нагоричане, ромски во Шутка. Така што тоа се си е законодавецот си го предвидел многу убаво. Ви имате став кој што јас го поддржувам и го почитувам и Гром го има истиот став во поглед на езиците и немате потреба Заев повеќе да го браните. Океј, ако ве теши тоа, ако ве теши дека имаме заеднички став по однос на прашањето за двојазичноста во Република Македонија, ме радува. Она што треба да знаете дека реагирам, дозволете сега. Што ќе поентирате на крај со две уфрлања? Не поставите ме да завршам. Поставете. Вика за законот за употреба на јазици. Зборот двојазично Заев го употребува. Не, вие ја употребувате цели изминати 7 дена и да ви кажам,
Не го бранам Заев. Нити сум му адвокат, нити имам намера јас да го бранам. Знаете што правам? Ме иритира лагата и инсинуациите кои што ги спроведувате во државата. И тоа не само за овој случај. Вие во континуитет, колку не знам години функционирате заедно со... Па вие и власта. Еве, вие сте 4 години со власта. Не сме 4, не следите политика. Што не следам? Еве, ај колку сте? Кажете, 2 години. Еве, за 2 години јас мислев дека сте 4. Извинете, сгрешив. Па мене сте ми идентични како ВМРО-вци. Па ја не гледам никаква разлика. Сакам да ви укажам дека ВМРО ДПМН во изминатите 10 години наметна такво медиумско индоктринирање во свеста на луѓето, што нормалните човечки суштинства кои што живеат во оваа држава треба да се запрашаат кога вие нешто говорите дали е вистина или не е вистина. Јас сериозно се прашувам дали постои форма и начин како ќе се смени оваа држава и тој дел. Мислам дека завршивме со денешни аргументи. Имаше дебата соодветна на политичките опции кои што ги застапувате. Остануваме отворени и за вас и за сите останати политички партии кои сакаат да полемизираат. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте гости во поканата. Во аргументи, во отвореното студио на ТВ Нова, што избавивте време. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со вестите на ТВ Нова и следете ги аргументи секој нареден ден.